Јавното предпријатие Македонија пат стопанисува и одржува патна мрежа од илјадници километри, што автопатишта, што магистрални и регионални патишта. Заменик директорот Александар Шуковски објаснува како се организирани и екипирани за да ја остварат оваа задача. Ние одржуваме патна мрежа од нешто повеќе од 4900 километри патна мрежа, каде што организацијата во делот на Македонија пат се однесува на поделба по секции. Јавното предпријатие Македонија пат е организирано во подружници, кои што се распространети на целата територија на Македонија, кои што во склоп на тие подружници имаме секции во зависност од регионалната застапеност. Работните задачи на тие секции се редовното одржување и зимското одржување, како и вертикалната и хоризонталната сигнализација. Исто така, ги одржуваме и автопатиштата со тоа што поставуваме еластичната ограда и мрежата која што е за заштита при животни на истата. Исто така, имаме и диспетчерска служба која што е во 24 часовна припрема, каде што сите релевантни институции кои што добиваат информации ги добиваат од таа диспетчерска служба. Тоа се однесува на состојбата на патиштата. Тоа се однесува за состојбата на патишта. Тама сама ги повлекува од кај нас информациите за состојбата на патиштата. Кои делници најтешко се одржуваат, односно кои делници ви прават најголем проблем во работењето? Немаме некоја посебна тежина, може би се потешки автопатите, бидејќи тука имаме многу голем број на сообраќај и на движење на возила, и може би тука, ајде би го издвоил тој дел. Меѓутоа имаме исто така и многу голем сообраќај на стража, каде што прометот на возила е многу голем, потесен е патот. Колку граѓаните ви помагаат, односно ви отежнуваат во извршување на вашата задача, познавајќи го нашиот менталитет, тргнувајќи од она фалање на ѓубре низ прозорец наместо во кантата покрај патот? Морам да кажам дека покрај тоа што имаме многу совесни граѓани, исто така имаме и голем број на несовесни граѓани, кај што сметам дека во наредниот период мораме да работиме на зголемување на совеста кај тие граѓани. Односно, во секој еден период во годината се стекнуваме со различни предизвици. Односно, од непочитување на брзината за време на зимскиот период, каде што се претекнуваат нашите возила, не се почитува, до кога имаме период на бележење на патиштата. Најголем проблем би го издвоил она што го кажавте и вие за фрлањето на отпад по магистралните и регионалните па и автопатите. Отпадот, ние во изминатиот период презедовме, морам да напоменам, во координација и со Министерството за транспорт и врски и со директорот и предпријатието за државни патишта, каде што во заедничка координација ние ги имаме постојано, имаме заеднички координации каде што соработуваме, и на еден од тие состаноци се договоривме каде што Македонија пат ќе излези на терен за чистење на отпадот. Можам да кажам дека во изминатиот период имаме собрано повеќе од 5000 тони отпад од несовесно фрлање на тој отпад од страна на граѓаните. Она што го имаме како дополнителен чекор превземен од наша страна е тоа што имаме склучено со управата за извршување на санкции меморандум за соработка, каде што дел од лицата кои што ги извршуваат тие, кои што се во затвор извршуваат таа санкција, нормално кои што ги исполнуваат условите со
координација со нив, ги излегуваат со нас на терен, кои што ги користиме конкретно само за стритно само за чистење на тој отпад. Започнавме претходната година, сега ова година ќе се интензивира таа соработка и мислам дека ќе имаме една успешна приказка во тој дел. Ние и покрај тоа, во континуитет, покрај сите други обврски кои што ги имаме, нашите вработени излегуваат на терен и ги го отстрануваат чистењето. Пред нас е летната сезона. Ќе биде фреквентно на патиштата. Сепак, Шуковски вели, приоритет ќе бидат коридорите 8 и 10.